Сега влагаме во една апсурдна ситуација дека Никола Груевски треба да биде поразен од Бранко Цренковски на економски план и со економска политика, ќе дојме во една ситуација човекот кој беше обвинуван дека транзиционно има уништена Македонија да им покаже на македонските граѓани колку да е тоа неблагодарна, претпоставам ќе биде една многу тешка задача да им објасните граѓаните дека вие сте подобра економска иднина и решение за македонските проблеми од Никола Груевски, кој се доживуваше како голем економски реформатор. Видите... И тоа ќе е парадоксот на владењето на Бранко Цренковски кој лидер на СДСМ и лидер на опозицијата во наредните 1 или 3 години. Не знам дали забележавте во самото прашање, вие го употребивте глаголот во минато време Груевски, кој што се доживуваше како голем економски реформатор. Веќе никој во Македонија не говори дека Груевски се уште се доживува како голем економски реформатор. Сосема логично, бидејќи од реформите не остана ни буквата Р. Во Македонија од воведувањето на рамниот данок во економската сфера до денес немаме ни една вистинска реформа во ниту една област, не само во економијата, во здравството, во образованието, туку сме сведоци само на една популистичка, неодговорна, несериозна политика, чии последици веќе евидентно се појавуваат. Мислите дека Груевски е свесен за тоа и свесно оди во политика на градење на цркви, градење на споменици на Александар Македонски големи. И човекот се откажа од све, без малку. Гледате, денес он се крши околу две работи. Сака пари од ММФ, а не сака да има аранжман, значи да не биде контролиран. Од друга страна, апсолутно гради цркви и гради работи кои се можеби непотребни во моментот, меѓутоа го сензитира македонското јавно мислење. Знаете, сега не дели, не знам, Словени, не Словени, не знам, религиозни, нерелигиозни, луѓе кои се за минатото, луѓе кои се за иднината, апсолутно. Дури конфликтот што беше до пред 3 или 4 5 години помеѓу македонците и албанците веќе архивиран, над акта ставен. Денес имаме конфликт отворен помеѓу македонците. Видите, една од карактеристиките на секоја популистичка политика е токму она што го прави Груевски во континуитет. Он продуцира постојано нови поделби. Значи, на почетокот беше, да речеме, поделба на патриоти и предавници, или странски платеници. Во целата работа. Па има концепт. Концепт кој што на крајот е штетен за државата и тоа ќе стане јасно и евидентно. Дали во моментот Никола Груевски е посилен од Бранко Цренковски? Во кој смисол? Политички. Да. Во делот на олигархија, во делот на тајни служби, во делот на резултати. Целата власт во оваа држава во моментот е во раците на Никола Груевски. Како да биде поразен тој човек? Затоа што има... Како може да биде поразен? Има еден елемент. Има еден елемент многу битен. Све ова не важи ако народот не му ја дае поддршката, ја дае поддршката на другата страна. И како од овие луѓе кои 4 пати се поразени од Никола Груевски во врвот на СДСМ, вие треба да направите тим кој може да го порази Никола Груевски. Колку успеете тоа да го направите? Мислите како да се направи победничка атмосфера? Па било каква атмосфера, луѓето веќе научија да губат. Дури се радува дека се втори нови избори. Добро, значи на 24 мај начело на партијата се враќа човекот, тоа се враќам ја, кој што на последните избори на кои што јас учествував, Груевски беше поразен. Ви се очекувате граѓаните да веруваат во ова, а коалиционите партнери или до вчерашните не ви веруваат, гледате што се случи во општина Центар. Во време на мокниот и силен Бранко Цренковски немаше да му падне на памет на Тито Петковски или на Ристо Пенов така лесно да ги дават гласовите на ВМРО ДПМН. Господин Ефтов, мен ми е клучно граѓаните ми веруваат. Ако ми веруваат граѓаните, тогаш ќе се јават и коалициони партнери што ќе веруваат. Ако ми веруваат граѓаните, ќе се јават и интелектуалци кои што ќе веруваат, ќе се јавуваат и елити кои што ќе веруваат и на крајот на краиштата токму од довербата на граѓаните зависи дали на следните избори ќе опстои власта на Груевски или ќе дојде владата на Социјалдемократскиот сојуз. Господин Цренковски, 2004 мислам го подценихте Груевски, дали денес го подценувате Груевски, сметајќи дека така лесно ќе поразите? Ја никогаш не сум го подценувал Груевски, не само него. Значи, никого од моите политички конкуренти или противници, никогаш не сум ги подценувал во изминатите 17 или 18 години. Говорам за себе. Ако не го респектирате противникот, веќе напола сте изгубиле битката. Груевски покажа дека навистина успеа да постигне добри резултати за својата партија на изборите, како нејзин претседател. Значи, дефинитивно воспостави една, ја би рекол, организирана владина машинерија која што војнички функционира, каде што никој никого не прашува кој ќе добие наредба дали е паметно или глупо, туку само се спроведува. Дури во вашето најдобро време таква политичка мок не беше во ваши раци. Ставена како сега во времето на Никола Груевски. Тоа не е здраво да се стави во една личност во здраво, меѓутоа е тешко да се порази. Тоа не е добро за државата, тоа не е добро за општеството. Значи, затоа постојат различни институции кои што треба да прават баланс помеѓу себе во функционирањето. Ако се сконцентрира целата власт во рацете на еден човек, тоа се вели автократска власт
или тоа е еден чекор до диктаторска власт. Се надевам дека тоа никој во Македонија не го посакува. Ова не го очекував да го слушам од Бранко Царенковски, да се жали дека власта е в рацете на еден човек, а тоа е Никола Груевски. Ја не се жалам од аспект на тоа дека мене ми е тешко или ќе ни биде тешко во политичката партија да функционираме. Напротив, тоа е дополнителен мотив оваа власт да ја победи. Да беше тоа демократска власт, со добри резултати за граѓаните, да функционираше правната држава, да напредувавме на меѓународен план, тогаш и шансите за враќање на опозицијата на власт ќе беа помали, меѓутоа и мотивот мој личен, а верувам и на многуми на други да се ангажираат, ќе беше помал. Господине Царенковски, 18 години сте во политиката. За крај, што може на човек да му се посака во животот после толку години поминати во политиката и без малку сите функции што сте ги имале? Што би можел некој да и посака на политички план? Прво, посакајте ми добро здравје. Ви посакувам добро здравје. Другото сам ќе го одработам. Фала многу за разговорот. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов. Вечера, почитувани гледачи, можете да проследите нашето интервју со Бранко Царенковски, послано негово како шеф на македонската држава. Се гледаме идниот петок во истото време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.